Од вкупно 20.000 хектари обработлива земја во источниот регион во очи на пролетната сеидба чека на работа. Запрепастувачки високиот процент е присутен и покрај фактот што храната е се поскапа, а до работа и пари се доаѓа се потешко. Најмногу слободна земја за работа има во Делчевско. Таму од 9.000 се обработуваат само 4.100 хектари. Зошто земјоделци има се помалку, иако државата дели се повеќе субвенции? На младите не им се работи. Старите колку можеме. Младите избегава, нема кој да работи, останаа само старите. И кој ќе работи? Нема кој да работи. Од друга страна, стручњаците со земјоделците не се согласуваат. Да го напуштат проектот, во наводници проектот, програма за заштита или времена сеидба. Во можности или во услови на широк пристап на интернет, широко појасен интернет, кој што пружа мноштво од податоци и информации. Пред се треба да ги следат временските податоци. Доколку и внимателно да следат кога ќе се случи дожд, ќе имаме суша или нешто слично. Например, да почне да соработка со советодавните институции кои ќе помогнат да определат има ли потреба или нема да се врши основно или дополнително ѓубрење во текот на сезоната. Со тоа ќе заштита животна средина, ќе намалат средства кои што ги потребуваат за одржување на соstenите култури, што на крајот ќе резултира со многу поголем позитивен финансиски ефект. Дали нашиот традиционален земјоделец туку така може да се промени и одеднаш се да се смени? Секој се знае, више не сме, јас од 17 години, што ме случај, више јас знам дека што треба таа површина да оствареме. И оризи сме се јале, и пченки се живо. И тоа е тоа. Да, нема што да не може, само финансите се важни. Пари се важни, другото школно не треба. Ова е и причина што земја за работа има се повеќе, производство се помалку, иако државата субвенции дели се повеќе. За илустрација, во 2004-та субвенции за земјоделци имало 7,2 милиони евра, во 2007-та 21,6 милиони, во 2012-та 115 милиони, а оваа година по истиот основ се предвидени 130 милиони евра. Но ова не ги донесе очекуваните резултати, па состојбата во земјоделието битно не се промени. Инаку, најмногу земја во регионот се обработува во Кочанско, околу 10.000 хектари, потоа Берово 6.000 и Штип 5.500 хектари.